Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојата гостинка, професорката Симона Груевска-Маџовска. Добар ден. Бевте председателка на Советот за македонски јазик. Да. Дадовте оставка. Јас веќе во најавата за вестите кажав, но повторно да ве цитирам. Никој не се грижи за македонскиот јазик. Тоа е причината за вашата оставка, но и односот на министерот за култура Љутков, како и заканите на советничката за култура Марија Државна Ѓорговска. секретар. Да, државна секретарка Марија Ѓорговска. Добро. Ајде одиме на почеток. Велите како? Што е причината? 1,5 година, колку што бев председателка на Советот за македонски јазик, ниту еднаш не сум имала, ве цитирам, средба со министерот за култура и туризам, да не заборавам. Да. И туризам Љутков. Добро. Ајде околу тоа прво. Ги знаете ли причините зошто никакви средби не сте имале? Не ги знам причините од негова страна, но реално кога се конституираше Советот, првата седница беше на 20 декември 2020, ќе му дојде 5-та година, така? Мислам дека беше ред министерот да дојде да го поздрави новиот состав на Советот, но тој не се појави и таквиот однос продолжи понатаму. Значи, иако Министерството како некој што администрираше таа целиот тој календар на настани во врска со обележувањето на 80 годишнината од кодификацијата, но покрај Министерството за култура се разбира и Министерството за образование и наука и Министерството за надворешни работи и многу други институции кои што имаат делегирано членови во едно координативно тело пошироко и навистина беше многу напорно, но успешно организирано сето тоа, особено со централните два настани на 5 мај, едното беше Свечена академија во Ману, каде што беше покровителка председателката Гордана Силјановска-Давкова и вечерта имаше едно културно-уметничка програма, да кажам, каде што беше покровител премиерот Христијан Мицкоски. Мислам дека се многу убаво помина, но морам да кажам дека бев разочарана од фактот дека тоа не беше воопшто финансиски поддржано, немаше предвиден буџет, иако таа годишнина не беше изненадување, требаше уште предходно да се предвиди. Многу бев изненадена и затоа во она што го напишав јас како дознавте? Извинете, како го дознавте дека нема воопшто пари? Па како не, затоа што програмата во МНТ се бара уметници кои што нема да барат надомест за тоа што ќе настапат. Сите што настапија таму, а настапија врвни уметници, не добија никаков надомест за тоа. Например, мене тоа ме луташе, бидејќи навистина мислам дека е честно да се плати на сите за ангажманот што го има. Да. Не барам лично за себе, не беше тоа поентата. Поентата беше дека лани немаше никаков буџет, а оваа година имаме односот беше поентата, она што треба, што го напишав дека оваа година за 35 години од осамостојувањето ќе гостуваат Девид Гета и Хозе Карерас. Да, тоа го напишавте на Фејсбук, да. Да, тоа го напишав на Фејсбук и тоа беше мојата поента на тоа спомнување, беше каква е разликата во односот меѓу ова одбележување и тоа лани. И каде го става македонскиот јазик тоа? Македонскиот јазик, за кој се колнат властите дека се грижат како македонски идентитет. Точно, тоа е една од главните одлики или столбови на македонскиот идентитет. И сега мене тоа ме боли искрено. Јас навистина премногу енергија потрошив лично за сето тоа да помине во најдобар ред. Исто така, нели, веќе цела година
пробував да се започне работата врз националната стратегија за македонскиот јазик. Да. Ве како велите, трчев и молев. Точно така. Да започне таа национална стратегија да се изработува, не да се изработува, имплементира. Да, таа требаше да се. И кога трчавте и молевте? Па еве, трчавте тоа и и го напишав, дека јас прво немав информација како оди процедурата и нели побарав како што е ред да ме примат во правниот сектор во Министерството за култура и туризам, за да ми објаснат каде треба да се обратам за да се започне со тоа. Да. Тие не ме примија бидејќи биле многу зафатени. Со кого разговаравте тогаш? Со никој од правниот сектор не разговарав јас. А како ви соопшти? Преку посредник ми соопштија дека треба да се обратам до министерот за култура и туризам. Лично? Да, што јас го сторив со допис на 29 мај 25 година, во кој што пишува до министерот за култура и туризам. Мејл пративте? Не, во архива во Министерството за култура и туризам беше тој допис. Официјален допис. Официјален. И 6 месеци немав никаков одговор. И потоа во ноември повторно го ставив како точка на дневен ред на седницата, им кажав на тие одвработените некој дека одново јас тоа ќе го ставам бидејќи нели немам одговор и тука имаше едно мало растрчување и дека наводно министерот не го примил тоа. Кој ви кажа? Па еве вработени во министерството, тоа беше објаснувањето дека тој не дошло тоа до него. Многу е можно. Да го фрлиле во ѓубре, да го ставиле во некоја филка, да останало во архива. И потоа тука беше се размрда малку работата и на крај на јануари 26-та, значи речиси цела година откако јас тргнав со тоа, се формираше работна група. Да, за националната стратегија. За националната стратегија. За култура. За македонскиот јазик. Добро. Не, гледам тука во... Морам да објаснам. Добро. Националната стратегија за култура, добро. Тоа е нешто што со години, на секој 5 години, нели, има нова стратегија за култура и во дел од таа стратегија и македонскиот јазик досега беше спомнат. И во оваа последнава е македонскиот јазик спомнат, но првпат со тој закон од 24-та година беше предвидена посебна национална стратегија. Да, и тоа беше, нели, борбата да се почне она што во законот е предвидено, да почне да се прави. Бидејќи ние многу доцнеме со македонскиот јазик, со многу капитални проекти сме назад. Само во регионот од сите, например, немаме национален корпус електронски на македонскиот јазик. Доцнеме со македонскиот јазик и вештачката интелигенција, со новите технологии. Да не зборувам и други големи проекти кои што досега и не можеме не сме можеле да ги направиме од проста причина што тие бараат поголема финансиска поддршка. Која немате? Ја немаме, да. Да, ова за тоа ја спомнав националната стратегија за култура, велите дека се закажала за крај јавна расправа. Веројатно е ова грешка, за која пишувачите не се консултирале со Советот за македонски јазик. Да ги диференцираме. Да. Тоа е таа стратегија за културата. Да. И напишале неточни работи. Точно така. Околу тоа ве молам. Кои неточни работи? Вака сега, значи таа стратегија си се работела, никого не консултирале тие што ја пишувале, мислам тоа се службеници од Министерството за култура и туризам, како што разбрав, и значи воопшто не консултирале никого од Советот, ниту Советот како таков, а Советот функционира под истиот покрив, нели? Министерство за култура и туризам. И сега, кога добив, нели, покана за таа јавна расправа, и ја отворив стратегијата да видам што пишува таму, и кога ја отворив во дело за македонскиот јазик зборувам, зашто ја за другото се разбира, нормално не сум стручна, меѓутоа за македонскиот јазик бев фрапирана. Оти таму се што пишуваше се беше погрешно, буквално. Што? Па, например, дека треба да има, значи, како план, акцијски, нели, во стратегиите обично има, секогаш има акцијски план, дека треба да се направи правопис. И сега мене не ми беше јасно, за каков правопис се мисли. Бидејќи правопис, еве, јас сум, нели, еден од коавторите член на редакцијата.
Во 2015 е издадено ново издание на правописот, кое што има второ издание во 2017 и трето во 25-та. Цела држава знае дека има правопис тоа издадено. Не знам како да кажам. Тоа е нов на кој вие работевте. Да, што се мисли сега со тоа? И онлайн го има достапен, конечно. И лани, нели, по повод 80 годишнината имаше 1000 примероци плюс тираж. Значи, едното беше правопис, по правописен речник. Претходниот состав на Советот објави веќе прв том од правописно-нормативен речник и на последниот конкурс добија средства и за вториот том од Министерството за култура. Значи, тие дават пари за правописно-нормативен речник, а овие што ја пишувале стратегијата, пишале и правописен речник. И третото... А кои се тие овие? Па некои службенички. Аха, не знаете воопшто. Не знам. Да, кои работат на таа агенда. И трето, академска граматика. Како? Академска граматика на македонски. Сега, академската граматика се зборува во нашите кругови многу години дека ни треба таква, но ние кога се подготвувавме од Советот за македонски јазик за оваа национална стратегија, се договоривме дека во оваа стратегија за овие 5 години академската граматика нема да ја ставиме, бидејќи имаме други поприоритетни проекти. Конечно имате многу помалку пари, немате доволно луѓе, предпоставувам. Значи тоа се причините, но некои други работи беа многу поприоритетни, бидејќи во таа национална стратегија ние на Советот се договоривме да одиме со 4 приоритетни области, така се вика во националната стратегија. И па првата беше за заштита, развој и јавна употреба на македонскиот јазик, па оттаму произлезе ова што во медиумите се слуша, дека од државните институции се бара дали имаат лектори вработени, нема, значи инспектори дека недостасуваат. Од националната стратегија произлегува, бидејќи првата приоритетна област ни беше таа. Потоа имаме за македонскиот јазик во образованието и во науката, нели? И тука собравме, значи првиот чекор беше анализа на состојбата, па собравме податоци од, нели, за основно, средно и високо образование и за состојбата со македонскиот јазик. Па третата област е дигитализација и нови технологии, каде што се влезени овие електронски корпус, вештачка интелигенција, јазични модели, дигитални архиви, да речеме на средновековни ракописи, што не се чуваат во Македонија и слично. Сето тоа беше и изработка на електронски речници, сето тоа беше во таа трета област, за која што и направивме работилница. Првата работилница беше за оваа приоритетна област и ја направивме на Финки, заедно со колегите од таму, со кои што ние како и меѓу сите области во Македонија имаме проблем со контактите и со вмреженоста. Еве ова беше баш убава работилница кај што беа и лингвисти, беа и информатичари. Оти тие работат на јазични модели и таму беше презентиран еве тој Везилка модел кој што го изработуваат и беше баш убав почеток да се сретнеме, да видиме како можеме да соработуваме и на тоа поле, бидејќи ние многу доцнеме. Значи ние навистина премногу доцнеме, само ние немаме електронски корпус на македонскиот јазик. Значи како да ви кажам? Да. Кој знае кој во кој век се живее. Но добро. И четвртата е област меѓународна афирмација и одржливост. Тука се лекторатите, да речеме и се. И сега, бидејќи ние буквално бевме оставени така, значи еве јас си кажувам, бидејќи бев координатор нели на таа национална стратегија, случајно разбирам, значи случајно разбирам, дека се изготвува при крај, мислам и готова е стратегија за диаспората. Па ние мораме да видиме они таму што напишале за да не се повторуваме така. Па случајно на улица разбирам да стратегија за дигитализација, кај што ние нели исто имаме дел, треба да соработуваме. Значи како да кажам,
Тоа е буквално да те пушти некој сам да се снаоѓаш. А кои се тие луѓе кои работат на овие стратегии за кои говорите? Па зависи, има работни групи, меѓутоа Во како што ни вашиот кажа, институт? не е во институтот, имаме ни од колешки што влегува и во работната група, но и други членови од други тела, например. И буквално ни кажаа дека досега сите стратегии национални имале техничка помош, консултанти и слично, ние ништо тоа нема. Значи, како да кажам, така оставени сами на себе. Совет за македонски јазик. Па, Советот иницира, од Советот бевме двајца, јас координатор и заменик координатор, а другите не беа од Советот. Не, така ни кажа, Советот... ние инициравме работата и нели треба да се координира, но во самата работна група бевме двајца членови од Советот, координатор и заменик координатор. Да. Добро, како велите, државната секретарка Марија Ѓоргова ви рекла да не зборувате јавно и дека на нивен предлог сте била избрана за председателка и тоа ви било соопштено и тоа е практично го доживувате како закана. Јас тоа апсолутно го чувствувам како закана. А од претходно што ќе кажам, бидејќи со членот во работната група за националната стратегија кој што беше номиниран од Министерството за култура и туризам, немав никаква соработка. Кој е тој член? Весна Ѓуровска. Добро. Таа беше член, нели, бидејќи од Министерството за образование има, нели, од повеќе институции имаше во таа работна група, 13 членови беа. Јас бев толку оставена без никаква логистичка поддршка, што морам да ви кажам дека записникот од состаноците го пишував сама, откако ќе заврши состанокот, па го праќав на останатите членови. Тоа дали личи тоа? Јас, редовен професор, кој што сум координатор, да пишувам записник. Немавте воопшто тим кој би работел... Значи, ако има член од Министерството за култура, нели, тие работи треба таа да ги прави, а не јас. И сега се тоа така се собира, нели, и јас барам, го пишувам тоа прво писмено на порака на државниот секретар, на кој што немам одговор, значи буквално видена пораката и без одговор, значи не сум заслужувала ни одговор, и барам прием кај министерот. Значи, еднаш кај секретарката негова, па потоа бев јас на пат, па кога се вратив повторно барав, значи тоа беше во еден период од 2 месеци. Јас тој прием никогаш не го добив. Не добивте одговор? Ништо. Ништо. И сега еве министерот пишува во писмото, немало официјално. Па што ако имаш официјално за националната стратегија, чекав 6 месеци одговор, никогаш не го ни добив. Сега еве Љутков што вели, тој ги отфрла обвинувањата и критиките. Вели дека одбележувањето на 80 годишниот кодификација на македонски јазик тоа било предмет, односно резултат на заедничка работа, на координирана работа на повеќе институции, не на поединечни иницијативи. Така беше. Вели дека се обезбедила финансиска и организацијска поддршка. Јас неофицијална, бидејќи реагирав и тогаш како може да нема буџет никаков. Неофицијално ми беше кажано дека Министерството за култура не побарало од владата буџет. И тогаш кога веќе се случуваше тоа, дека било предоцна сега да се бара. Требало однапред да побараат. Зошто не побарале? Тоа треба да се кажат тие. Дали е точно ова, дека владата ќе си дала буџет за тоа ако било побарано, јас не можам да тврдам. Тоа ми беше кажано. Што вели друго Љутков? Јавното изнесување на несогласувањата и селективно представување на фактите може да му наштети на угледот на Советот за македонски јазик, институциите кои учествувале во овие процеси. Еве околу ова прво. Кој е угледот на Советот за македонски јазик за кој вели сега вие му наштетувате? Не знам, јас веќе не сум во Советот за македонски јазик еден месец. Советот за македонски јазик, јас во ниту еден момент не го спомнувам. Напротив, во мојата објава дека сум дала оставка, јас се заблагодарувам на колегите со кои што јас година и пол имав одлична соработка. Исто како и на членовите на координативното тело лани, со кои што имав одлична соработка, и исто така и на работната група со малиот исклучок за националната стратегија со која што имав одлична соработка.
Кого јас тоа тука девалвирам, не ми е јасно. Добро, и како вели тој, прашањата поврзани со македонскиот јазик, тој кога вела, мислам на министерот Љутков, треба да останат надвор од политички, лични пресметки, да бидат предмет на заедничка и одговорна грижа. Вака, политички пресметки не може да има, бидејќи јас не сум припадник на политичка партија. Кога се 2 партии или 3 партии, па тие можат политички пресметки да имаат. Ние не можеме да имаме, бидејќи јас сум професор. Не сум член на ниједна партија. Лични пресметки исто не може да има. Лично човекот не го познал. Како би имала лична пресметка со него? Треба да имам некаква интеракција со него, па јас да имам потоа лична пресметка. Не го познавам човекот, еднаш не сум се сретнала со него. Како председателка на Советот за македонски јазик. Никогаш не сум се сретнала, освен на настани, каде што јас сум се обраќала, тој се обрекал, ќе си отиде и толку. Да. Тоа е. Како вели на крај министерот, дека и покрај разликите во ставовите станува отворен за диалог, конструктивна соработка со сите чинители кои придонесуваат за заштита, развој и афирмацијата на македонскиот јазик и културниот идентитет. Добро, јас го канам министерот заради тоа што вели дека е отворен за диалог, го канам министерот Љутков да дојде на дебата, заради тоа што тоа подразбира кога велиме диалог, тоа подразбира и вие да бидете би сакала да дел од таа дебата, се разбира. Не одбивам јас дебата, Да. воопшто. Така што, ако има таква дебата во која што заедно ќе учествуваме, Еве го јас би канам, дошла. да, јавно го канам на оваа емисија. И сега како велите на крај, Господ нека ни е на помош за македонскиот јазик. Еве ви кажувам како поминав јас со националната стратегија и со сите овие активности. Законот за употребата на македонскиот јазик не се спроведува. Значи, освен декларативното искажување на разни настани за македонскиот јазик како наш идентитет и цитирање на јазикот е нашата единствената тковина и слично, друго, фактички грижа за македонскиот јазик, јас не гледам, за жал. Зошто нема грижа? Зошто законот за употреба македонски јазик не функционира, не се спроведува? Имате ли одговор за тоа? Јас немам одговор, освен дека има комплетна незаинтересираност за сиве овие работи. Јас така го сваќам, значи односот од Министерството за култура, односно раководните лица спрема мене го сваќам како тотална незаинтересираност. А дури и навредливо, нели, како што рековме на крајот. А законот, тој прво, не знам колку долго се чекаше за да се назначи директорка. Директорката е назначена 1 година, нема вработени. Таа бараше лани 12 инспектори од Министерството за финансии. Да. Не ги доби. Па ја намали бројката на 8, пак не ги доби. На крај доби 5. Дури сега. Значи, повеќе од 3 години од како е донесен тој закон. И сега, кога ќе ги вработат тие 5, 1 година треба да додат на обука. Значи, 4 години од како е донесен законот не се спроведува. А не се спроведува, зошто? Затоа што нема инспектори. Советот за македонски јазик е советодавно тело. Ние можеме препораки да даваме и слично. Ако институциите не слушаат, ние буквално сме без никаква моќ, безгласна буква. Да. Затоа кога мене ќе ми се обраќаа порано, зошто не реагирате за ова, зошто не можам да им објаснам на луѓето дека ние од Советот немавме никаква моќ извршна. Треба да излегувате и да објаснувате. Еве, мислам јас колку што можев и објаснував вака каде што можев. И сега инспекторот е тој што врши надзор. Само тој може да оди, нели, да врши надзор, па да казнува, па не знам што, додека тоа инспекторите не се не да започнат со работа, не може ни да се спроведува законот. Да, така што тоа е тоа, затоа и законот е буквално мртво слово на хартија. И каков е македонскиот идентитет и јазикот, македонскиот јазик? Па, значи, кога нема никаква контрола, кога оди стихино се, кога не се почитува, јас секој пат ти кажував и претходно дека
Па не мора да има инспекторат за да се почитува законот. Меѓутоа, свеста очигледно кај нас кај институциите, особено кај државните институции, не е на доволно високо ниво, што треба да се прави со македонскиот јазик. Зошто да треба да чекам инспекторот да дојде да ме казни? Значи, законот е донесен и треба да се спроведува. Да. Зошто државните институции немаат вработени лектори? Дали треба инспектор да дојде да казнува министерства, бидејќи нема и во министерства и слични институции? Повеќето нема. Дали треба да доаѓа инспектор да казнува, па тие тогаш да вработат? Не, законот е донесен, треба сите да го почитуваат. Тоа е моето мислење. Не се признава македонскиот идентитет со тоа, заради тоа што Бугарија е во фокусот и се обвинува Бугарија дека не го почитува, не го признава, што е вистина македонскиот идентитет. Тогаш нема да го признае, тоа се знае. Но доприносот кој го дава Македонија, односно македонските државни институции, сушност покажуваат дека го прегазуваат, го погазуваат идентитетот. Па ние сме во моментот во ситуација кога имаме друг инспекторат за примена за употреба на албанскиот јазик, кој што работи, уште одведнаш се екипираше, работи, оди по институции, казнува и слично, а за македонскиот јазик немаме. Да. Секој е одговорен за тоа. Да, се разбира. Да. Благодарам што бевте гостинка, професор Груевска Мачевска. Благодарам и вам. Да. Благодарам што ме гледавте. Пријатно.